Еве се враќаме назад после рекламите, доста интересни разговори, доста интересни теми се отворија, што за хипноза, што за музика, што за атентати кои што се случиле во Македонија. Бисера, мислам дека има прашање тука околу за сите. Повели слободно, ајде. За сите имам прашање, застанавме негде кај хипнозата, не успеа да ме хипнотизира. Следен пат. Ни за време на реклами, ни за време на следен пат. Шега на страна, спомнавме колку хипнозата може да им помогне на луѓето кои што доживеале некакви травматични искуства. Така, да. Дали е тоа семено насилство, дали е некоја трагична судбина на деца, не знам деца дали смеат под хипноза да одат, дали со над 7 години. Над 7 години, добро. Значи со дозвола претпоставувам и од родители. Да, и детето треба нели да соработува доколку има одбивност кај детето, нема да може да биде ефикасна хипнозата. Мислам нема воопшто ни да работам со луѓе или личности кои што не се отворени за соработка. Така. Како помага хипнозата на лица кои што доживеале некои травматични искуства? Така, значи траумата е еден ист момент, тројца луѓе може да го доживеат различно. Значи тоа што се случило зависи ние како ќе го перцепираме. И за да се помогне во однос на пребродување на травматични моменти со хипнозата, значи ние доаѓаме до тој травматичен момент и потоа му правиме рефрейм, значи го да, со англискиот јазик, ајде Јелена помогни со англискиот. Рефрейм, значи даваме нова перспектива на тој момент. И јас имав една клиентка која што беше околу доцни 20 години, значи скоро 30, и цел живот во себе си водела внатрешна борба дека не може да се поврзе некако со нејзината мајка, значи да, не можела да се поврзе со својата мајка емотивно. И значи се вративме во моментот на нејзиното детство, кога она била бебе, кога уште не одела. И тој бил моментот кога мајка ја оставила на безбедно место во кревече за да заврши некоја работа по дома. Меѓутоа бебето го доживеало тоа како травматичен настан, доживеала дека почувствувала дека е напуштена. И од тогаш, значи, од периодот кога била бебе, се до возрастните години, имала чувство дека мајка и во секој момент може и да ја напушти. И сега, значи, дојдовме до тој момент и потоа му дадовме нова рамка и увиде клиентката дека мајка и не ја оставила, не ја напуштила, туку го направила спротивното, ја оставила на безбедно место, се осигурала дека бебето е безбедно и од тогаш клиентката, значи, почнува да ја согледа ситуацијата каква била, значи прво ја гледала од перцепција на бебе и сега ја согледа ситуацијата од перцепција на возрастна личност и потоа успеа да изгради поблиска врска со незината мајка. Така, значи заклучокот е дека сепак може да преку хипнозата и тие травматични искуства да се им се дава да се пребродат. Им се дава поинаква перспектива. Така. Одиме со фотографиите на Елена и таа ни прати неколку фотографии, па да ги искоментираме и незините доколку може. Повели Елена. Вака, значи јас скоро 10 години работев во основно училиште во Англија, во Лондон, во Вембли и ова слика ја сликав за време на Денот на културите, на различните култури кои што овозможува учениците, а и учителите, професорите гордо да ги представат своите земји. Значи се одбележува со презентации за различните земји, со традиционална облека, со дегустација на традиционална храна, со разни, значи, песни, музика и танци. И интересно беше што тој ден не го следевме баш распоредот на денот
и јас на интерактивната табла им пуштив на децата од мојот клас пајдушко. И сите се фативме за раце во круг и навистина беа заинтересирани да научат како да играат. Само што кога се децата на настава не е дозволено да се сликаат. Меѓутоа таа слика и таа снимка на некој начин ќе ја задржам за секогаш во себе, затоа што имаше деца од различни култури, а сите се трудеа да играат пајдушко. Браво. А ова на концерт? Ова е настап на овој беше настан, се викаше Млади гласови. И тука настапуваат... Ја викам концерт ова. Да, концерт, настап на школски училишни хорови и околу 200.000 учесници учествуваат. Меѓутоа се распоредени во неколку дена во една недела и се одржува во неколку градови. Мојата ќерка настапуваше таму со незиниот училишен хор. Ова е, како што можете да видите, значи поларна светлина или аурора бореалис. Карактеристично е што во тој период пред скоро 2 години имаше посилна соларна бура, што овие поларни светлини стигна до Лондон. Обично се само до северна Шкотска, меѓутоа беа толку силни што стигна до северен Лондон и затоа ја избрав таа фотографија, не затоа што бе во Исланд на пример, туку затоа што имаше јаки поларни светлини во близината на Лондон. Ова е моето уметничко дело и навистина сум горда, не затоа што сум добра во сликање, туку затоа што на овој настан се дружиме со група на луѓе и има инструктор кој што ни дава инструкции како да цртаме, како да ја направиме веќе фотографијата која што ја имате. Одлично, па одлично имаш реплицирано. Па да, затоа што има добри инструкции, имаме само примарни бои и со мешање се добиваат посакуваните бои. Ова е од прославата на полуматурата на мојата ќерка со сопругот Јане, со синот Максим и ќерката Изабела. Добро, малку и фамилијарно. Полуматура, да. Овдека сум во близина на местото каде што живеам, значи буквално на 2 минути пеш од дома. Има национален резерват и овој огромен рид е исполнет во периодот мај-јуни, е исполнет со многу цвеќиња. А ова куќа се вика Даги, е на моја пријателка која што е и заменик директор во едно основно училиште и карактеристично за Даги е што оди на работа, оди во училиште на работа и им помага на децата кои што имаат потешкоти да го регулираат однесувањето, го добиваат времето со него, добиваат да поминат време со него како награда. И ова е последна фотографија? Ова е во музејот на Парадокси, значи огледалата создаваат илузија дека има повеќе копии од мене, а јас сум само една таму. Одлично, да. Ти благодарам многу и за овие фотографии кои што ги сподели. Да, ви благодарам уште еднаш, Елена, ти благодарам многу и на тебе. Ти си моментално во Македонија. Секој кој што е заинтересиран за некоја работа и соработка со тебе, нели сега кратко не е времето, тука немавме ние можност многу што да зборуваме, меѓутоа на она на кој што можеби требаше повеќе да акцентираме баш онаа хипнотичка работа за знам дека многу луѓе сакаат да ослабат или имаат простор со дебелината и секако тука имаш феноменални резултати и во тоа, така да јас се надевам дека кој што е заинтересиран, Елена, може да те најдат на твојот вебсајт и на твојата страна и на твојата Facebook страница. Како ти е вебсајтот уште еднаш? elenastaleska.com. Да, значи таму ги има сите информации, кој што го интересира може да ја контактира Елена и да работи со неа.